Се наоѓаме пред пещерата во која е роден Исус Христос. Исус Христос е роден од Дева Марија. Дева Марија и Јозеф се живееле во Назарет. Како еден вид да биле нарушници, не се венчале, меѓутоа она останала бремена. И сега Јозеф се мачи што е, кој е без званично, а венчање остане бремена или роди, било девојка или жена, ќе биде поништена и со камења ќе биде мавана. И он сега, бидејќи не е по негова желба било, немал никаква врска со нејзе, тој однос, му се јавил Господ Бог и му рекол: Јосифе, Марија е чиста, Божи дух ја заснал нејзе. И она сега има дете кое носи машко, ќе се роди и се вика Исус Христос и тој е Божи човек, е Божи син. И Јосиф тогаш има да не се посрами, прифатил како да е татко. Догледуев пештера, у кој пештеру биле уствари пештера и ту е се прибрале и он Исус се роди у јасле. Откако се роди и у јасле, сега ангели, еве ангелче, прво објавиле на овчарчиња: роден е Исус Христос, Божи син. За да се увери во они, дошле да види. У тоа време се појавува на небо звезда опашница. Мудраци погледнали, ова е, вика, знак дека нешто има. Аха, се родил Спасител. Ќе морамо да идемо да му се поклонимо. Секоја куќа се стреми да ја се најболje. На бадник правиме кравајче со паричка, правиме зелник, правиме гравче, риба кој сака, мрсна или поста сарма, така на кој што има. А обавезно има овошје. Се што може да се купи и кој може се по нешто да се стави и се тоа се сервира на бадник. Секој на бадник треба да биде дома, никој не треба да иде на гости. И затоа има таа од бадник, зад бадник, пред бадник, дома да си. Зад Божи, пред Божи, дома да си. Сите се собираме и прво се сече кравајче. По старост, прво даваме на дедо Господ, потоа на домаќинот и така по старости се подели. И се бара кравајчето што има. Паре кој ќе ја најде во кравајчето, тој е најсреќен таа година. Така барем е обичајот. А ако се падне у Господ, Господ ќе даде здравје и среќа на сите. Ќе се вечера, али пред да се сервира, порано сме ставале чуканица на средена маса и крст направо. Врз крстот се сервира. Додека се јаде, никој не смее да стане. Последниот кој ќе се да јаде, тогаш сите заедно стануваат. Затоа све треба на време да се стави, да се размисли што треба да се стави. И откако се заврши вечера, сите стануваат, не се дига од масата, се остава преку ноќта да дојде дедо Господ да стига он послужи. Забајле рано и тај вечер, додека е бадник, коледарчиња пеат, одат од куќа на куќа пеат. Порано правеа, пошто немаше струја у Куманово, правеа фењерчиња од лубеница, од зимска лубеница, па не резеа како што се одека на звезда, звездички, месечина и од куќа на куќа идат и пеат. Навестуваат дека утре ден ќе се роди Исус Христос на 7 јануари. И пеат коледе, леде, паднало греде, утепало деде, дедо ги мачи, баба ги квачи, со 4 јајца. Гускини, шаткини, утре Божиće кољаме теле, тело вика, немојте ме мене, ќе ви купам зеле да ме сте пита да јадете сите. Па после сива голубице, а где си се осирила? Тамо горе на небо. А што ради дедо Господ?
pozlatuje zlatne čaše. Kolede, Božić, bata, nosit ću tu zlata da pozlati vrata. Od broja do zite kući do kroja, do kraj. Tako se, znači, sutradan baba će dojde, će ja zeme čukanica, treba se dine masa, ja zima čukanica i ja brzuva, nasekuje granče, nasekuje drvce i vika. Сега е Божие ядење е било тука. Така богата да биде и твојата крошна со овошје. А ако не биде јас до години, ќе те сечам. И на врата. Еве тамо на врата имам ја бадниково гранче. Обавезно за здравје, вали, зашто е таа работа. Бадниково гранче, да се најави дека бадник иде. А тоа е со дабово дрво. Порано имаше трпеза, округла, што месимо леп. Што немало тогаш фурник и леп на фурник. Секој си месеше леп и на таа трпеза ставаме, како што кажав, чуканица и тука се реди. Значи, порано доле на земја се јадело. Сега малце по современо, на маса, нема трпезе. Никој на трпеза не меси, се на работна маса, ако треба да меси. И тоа е било за време на порано, у моје време, да ти кажам, па Бога ми, 8 оделение су била и 9-то, ја мислим дека немаше тогаш, усврдо до 8 оделение тога беше, немаше струја у Куманово. Коледарчињата ќе пеат, домакинките излегуваат и ги даруват с овоше и парички им дават. А преко ноќ има постари жене, месат коледарчиња и им делат на деца лепчија, коледарче. И тоа убаво ги, како кифлички прават, да ги врзуват неко, многу бе, значи обавезно коледарче се викат, месив, стане в ноќе и со тоа ги даруват. И со коледарче, и со овошје и паричка. И млада кој сум била, не само дете, немаше на Бадников огин. Сега нека по ново време, овие млади Бадников огин на Куманово среде носи дрва, прави Бадников огин, грејат ракија и исто крвајче големо. Порно беше повесело им се, поживо, сите се радуват, поготово календарчиња. Па, мој син беше негде околу 4-5 години, 6, и оште имаше коледарче. После ослободување, овие комунисти не дава да се оди во црква. И не дава оште да се запеат по улица. Па, пошто ми овде, кав 65-та година се уселивме овде, мој син еше кај мајко ми, кај што седи и камерманот, у таа уличка ние седевме. И коледарче по тие улички пеја. И сими ќе одим јас кај баба да ги чуем коледарче. Цел ноќ не спие, само да ги чуе коледарче. И да излезе и он со мајка ми да им даде на коледарче што треба да им даде. На сите кумановци им ги очиститам новата година и Божници, сите празници и сите празници што идат во оваа година, со желба да Господ Бог ги дари сите со здравје, среќа, весел, безбрижен и долг живот.